Почитувана председателка, почитувани членови на Комисијата за избор и именувања, колешки колеги, медиуми. Имено втор ден во собранието, никако кој ќе се погледне што се случува, јасно укажува дека владеачкото мнозинство се подготвува за голем пораз во мај. Зошто го велам тоа? Заради тоа што овие 2 дена се обидуваат на мала врата да протнат прво партиска номинација Павловска Данева за уставен судија и втора, она што е критериум на Македонија за полноправно членство во Европската Унија, реформа на јавната администрација како еден национален проект, барем така треба да представува во секоја демократија. Тие се обидуваат преку злоупотреба и кршење на деловникот да исто така го протнат во Комисијата за европски прашања. Значи имаме 2 значајни процеси. Реформа на јавна администрација на Комисија за европски прашања, кој што е брза да ја протнат, без широк консензус, исклучувајќи ги синдикатите. Имаме втор значајен момент, а тоа е Уставниот суд, каде што се обидуваат по секоја цена да поминат поранешен подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз, пратеничката, поранешна пратеничка професорка Павловска Данева. И затоа велам дека со сигурно тие се подготвуваат за еден голем пораз во мај, за еден дебакал, заради тоа што има доволно време во изминатиот период да не постапуваат насилнички, да не ги злоупотребуваат деловникот и уставот и да изградат еден широк консензус кога станува збор за овие 2 значајни прашања. Бидејќи председателката на комисијата само од неа, прочам, и слушнав на некој збор за колешката, поранешната пратеничка, незината сопартика Павловска Данева, читајќи ја биографијата, ништо друго и не слушнав некако аргумент зошто Павловска Данева треба да биде избрана за уставен судија. Имено, јас во таа насока ќе се обидам да ја надополнам биографијата, она што ние го имаме како сознание за оваа номинација токму од медиумите. Читајќи ја биографијата на Павловска Данева од страна на председателката на комисијата, можам да се присетам на она што Свети Климент Охридски вели, или не поучувај, или поучувај со својот живот, заради тоа што со зборовите ќе ги повикуваш, но со делата ќе ги бркаш. И токму тоа се случува со оваа номинација на Павловска Данева. Имено, таа како учесник во шарената револуција, универзитетски професор, подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз, ќе остана забележано дека иако во својата биографија вложила труд за истата да ја надогради, да се едуцира и формално и неформално, со нејзините дела ги брка токму тие кои што треба и да ги просветува. Имено 7 години од оваа номинација од Павловска Данева, ние можевме само да прочитаме Facebook статус. Тоа правниците го велат правен експерт на батерии, или од големите мисли во шарената револуција за нема правда, нема мир. Не видовме ништо конкретно на дело, заради тоа што таа е директен соучесник на носењето на најкриминогената влада во независна Република Македонија, до толку повеќе најкорумпираната влада која што има најлошата оценка за владење на правото согласно извештаите на Европската комисија. Па замислете правен експерт, универзитетски професор, кој што има амбиции да стане уставен судија, останал
изминативе години само на Facebook статуси каде што ќе се напише некоја критика не бере кон некоја влада, но во никој случај не се приклучи на народот во борбата на рушење на заевизмот, до толку повеќе во борбата на рушење на оваа криминогена и корумпивна влада, која што го донесе, пак ќе кажам, за жал, најлошиот извештај, особено во нејзиниот сектор, а тоа е владењето на правото, доброто владење, слободите и правата на човекот. Од тука не е доволно секогаш само за да вложите во вашето формално образование, како што го цитирав и Свети Климент Охридски, многу поважни се делата. А делата говорат дека поранишната претеничка Павловска Данева, подпредседателка на Социјалдемократскиот сојуз, избрала во сиве изминати години, додека народот беше и на улица, додека многу колеги од правниот факултет се оградија од шарената револуција, кажаа дека револуцијата ги изела децата, собствените деца, дека не е исполнила мисијата и впрочем дека голем дел од нив биле манипулирани, а голем дел се покажа дека останале само платени шарени борци. Оваа номинација за уставен судија говори дека таа избрала тивко да се скрие од народот, да се скрие од борбата која што народот ја водеше на улица и понекогаш најверојатно кога како правен експерт на батерии било доволно полна батеријата да напише и да се осмели да напише некак статус, Facebook статус. Простата, но од шарена револуција и Facebook политичари ја доведовте државата на дно. Гурнисавте правниот поредок, гурнисавте државниот поредок, ја урнисавте самобитноста, независноста на оваа држава, суверенитетот, заради тоа што денес во Македонија секој втор млад човек заминува. Денес во Македонија народот се бори со сиромаштија како производ на оваа влада, а на оваа влада огромен голем поддржувач била вашата номинација за уставен судија, до толку повеќе ви била подпредседател на партија. И можам многу повеќе да зборам за тоа како Ана Павловска Данева е соучесник во колапсот кој што се случува на Македонија. И затоа оваа номинација не само што не треба повеќе да се дебатира, туку требаше веднаш сите овдека со консензус, односно да се приклучевте кон нашата конструктивна критика, аргументирана дебата и да ја повлечете како номинација. Чинев дека многу побрзо ќе го разберевте тоа и немаше да ви биде толку потребно време, повеќе од година и пол како за Јолевски кога говоревме. И сега слушнав тука некои аргументи, велат незината биографија и реноме дозволува да има амбиции за уставен судија. Јас дозволете да ве потсетам дека токму на оваа комисија ние имавме и многу поистакнати правници, професори од правен факултет, што при тоа биле професори на вашата кандидатка, што биле ментори на кандидатката за уставен судија во која што Павловска Данева ќе се приклучи како друштво доколку ја изгласате, Тања Бузаджиева Васич. Зашто говорам? Говорам за двете биографии на професорката Рудна Живковска и на Саво Климовски. Рудна Живковска, менторка на уставната судика која што вие овдека изгласавте, Тања Бузаджиева Васич. Саво Климовски, професор на сите нив. И сега сакате да ми кажете дека овдека додека ги линчувавте кандидатите, немаат поголема биографија, при тоа ниту еден од нив не бил подпредседател на партија. Внимавајте, ниту еден од нив не бил напишана ваква роденденска честитка на председател на партија. Да ве има почесто и погласно, вели роденденската честитка до Црвенковски на професорката Данева. Ве молам. Но вие овдека ги линчувавте, тргнавте директно против
истакнати професори на правниот факултет и денеска некој овдека мислите дека ќе ви верува на шарен револуционер, правен експерт само на Фейсбук и на батерии, дека ќе може да го спаси уставниот поредок, во кој што таа има директно учество во неговото рушење преку шарената револуција. Простете, колеги, вакви лаги. Gënjeshtra të tilla dhe luftëtar të tillë, luftëtar të larmë të tillë nuk kalojnë. Мој одговор дека вие со оваа номинација, која што се обидувате во последен момент на помалку од 100 дена од избори, да ја протната токму тука во комисијата која што прито ја партизиравте сиве овие изминати години, ја направивте продолжена рака на кадровската комисија на Социјалдемократскиот сојуз, само уште еднаш говори дека вие сериозно се подготвувате за еден голем пораз и правите вакви очајнички обиди во заминување. Но за овие обиди и тоа како ќе бидете казнети, верувајте, од народот, веќе секако лошо сте оценети од сите меѓународни извештаи, од прочем од Европската комисија, од представниците на меѓународната заедница тука во Македонија, за сите состојби кои што изминативе години се случуваат и на оваа комисија, меѓутоа и на онаа комисија која што е се, но не европскијата, таа е комисијата за неевропски прашања. Имено, спомина моите колеги и апсолутно верувам дека Уставниот суд не може да придонесе во дополнителна заштита на уставниот поредок со гласањето на оваа кандидатка. Зашто? Заради тоа што таму вие веќе протнавте и наградивте две сериозни ваши партиски активисти. Едната е Кацарска и другата е Тања Бузаджиева-Васич, и сега ќе ја надополните со вашата поранешна подпредседателка Павловска Данева. Со ова ја заокружувате вашата целосната партизација на Уставниот суд и со тоа директно повторно го напаѓате уставниот поредок на нашата држава, на Македонија. И верувајте дека за сето ова многу скоро од сега одговорност ќе мора да има, заради тоа што верувам дека доколку сакаме да и веруваме за еден напредок, за една реформа во правосудството, во јавното обвинителство, во судските органи во целост, потребно е и реформа во Уставниот суд. И верувам дека ќе има сериозни независни институции кои што во даден момент ќе успеат да донесат реформа во севкупното правосудство и јавно обвинителство. Еве, например, кога сме на оваа тема, ние од правниот експерт на батерии, од Фейсбук правниот експерт, поранешната подпредседателка на Социјалдемократскиот сојуз, не слушнавме ниту една изјава во однос на случувањата во судскиот совет, во однос на партиските номинации и случувања во јавното обвинителство. Воопшто не слушнавме одредена дебата, размена на тези правни мислења во однос на владењето на правото за СЈО, кој што повторно потенцирам, таа е директен учесник во преку шарената револуција. За сите овие состојби, најверојатно молкот во овој дел е впрочем заради тоа што таа не успеа во изминативе години да се огради од штетните политики, особено во нејзиниот сектор, а тоа е правниот сектор, за сите штетни политики кои што ги направи впрочем нејзината партија, матичната партија, а тоа е СДСМ заедно со коалицијата. И верувајте, има многу што да говорам во однос на оваа кандидатка, но чинам дека на сите ни е повеќе јасно дека никако што во последен момент се обидува како номинација да стане член на Уставен судија, само дополнително се фрла темна сенка на целиот овој процес, но и на нејзината биографија и на нејзината кандидатура. И доколку навистина
Кандидатката веруваше во собствениот интегритет. Таа лично и сама ќе побараше од незината матична партија да не го прават ова што вие и го правите изминатите денови, а тоа е на помалку од 100 дена во еден очаен обид во заминување да ја номинирате, односно да ја изгласате за уставен судија. И втора работа, личност која што имала можност да се огради од штетни политики, од влада која што направила си за да го урниса правниот поредок, требало прва да излезе и да каже дека се оградува од штетните политики, дека ги осудува и како многу нејзини професори кои што се оградија од шарената револуција и кажа дека биле манипулирани или она што сите веќе го знаеме дека шарената револуција впрочем представуваше во голем дел платени борци кои што има само за цел да го донесат заевизмот и дополнително да ја урнисат државата. Тоа и од денеска многу јасно се гледа. Требаше да биде прва меѓу првите која исто така ќе се извинеше на македонскиот народ, на граѓаните на Македонија за тоа што била директен соучесник и поддржувач на тоа време. Затоа ценам дека Ана Павловска-Данева не треба да биде уставен судија, и напротив, овој процес, оваа дебата требаше, впрочем, воопшто и да не проложи во оној момент кога вие повторно одлучивте, послам Јовевски, да дојде Данева, или, како да кажам, послам еден правен застапник на најштетните политики на оваа влада, кој што секогаш застануваше на страната на криминогените структури, да донесете нов заштитник на истата таква влада. Ана Павловска-Данева нема да има мојата поддршка, заради тоа што ги наведов причините, но верувам дека и доколку вие одлучите како парламентарно мнозинство по секоја цена да ја поддржите, заедно во истиот тој блок ќе бидете поразени за ваквите политики и за ваквото работење веќе многу скоро од сега, тоа е на 8 мај. Ви благодарам.